Почитувани присутни, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, го донесувам, ја отварам 14-тата седница на Советот на општина Росоман. Пред да го кажам дневниот ред, предлагам да го усвоиме записникот од минатата 13-та седница. Сите го имате записникот, дали некој има забелешки на записникот? Ако нема забелешки, го ставам истиот на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 8 гласа за е усвоен записникот од 13-та седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 24.10.2018 година. 1.1. Предлог одлука за кофинансирање на проектот подобрување на животната средина во општина Росоман преку набавка на специјализирано возило за потребите на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман. 1.2. Предлог одлука за доставување на предлог проект за користење на грантова шема во рамки на проектот Унапредување на општинското владење за проектот Подобрување на животната средина во општина Росоман преку набавка на специјализирано возило за потребите на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман. 1.3. Предлог одлука за доставување на предлог проекти за користење на грантова шема во рамки на проектот Унапредување на општинското владење за проектот Подобрување на животната средина преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. 1.4. Предлог одлука за користење на грантова шема во рамки на проектот Унапредување на општинското владење за проектот Подобрување на животната средина во општина Росоман, набавка на специјализирано возило за потребите на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман. 1.5. Предлог одлука во врска со поднесеното барање за исплата на парични средства. Втора точка. Предлог решение за давање на согласност за изменување и дополнување на правилникот за внатрешна организација и на работните места во јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман. Точка 3. Предлог решение за усвојување на годишен извештај за работа на воспитно-образовната 2017-2018 година на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка Росоман. Точка 4. Предлог одлука за донесување на годишна програма за работа на воспитно-образовната 2018-2019 година на Детската градинка Праскичка од Росоман. Точка 5. Предлог решение за усвојување на годишен извештај за работа на Општинското основно училиште Пере Тошев за учебната 2017-2018 година. Точка 6. Предлог одлука за донесување на годишна програма за работа на Основно училиште Пере Тошев за учебната 2018-2019 година. Точка 7. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Росоман за 2018 година. И точка 8. Предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Росоман. Дали некој има дополнувања во врска со дневниот ред? Тоа е од точката 1.6, ја префрламе како последна точка, како 8 точка. Отварам расправа врз основа на дневниот ред, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и истиот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои дневниот. Сега го изгласавме, имам информации во врска со она точка која што беше околу издавањето на деловниот простор Росоман, дека лицето кое поднесе приговор има доставено барање за изготвување на приговор до неговиот адвокат и адвокатот благовремено има интервенирано и дека таквиот материјал е доставен до општината. Ако е доставен до општината благовремено, односно до вчерашниот ден, не гледам причина зошто истиот да не биде ставени денеска на дневен ред и да го искористиме и нашата можност, а да добиеме и во време се со цел да не губи општината. Дали ако имате такви информации? Јас немам таква информација. Нема доставено. Нема доставено, меѓутоа во контекст на ова можам да ви кажам дека има информација дека има избрана председател на Комисија за управа на статута и очекуваме наскоро да бидеме извештајувани. Благодарам.
Значи нема забелешки на дневниот ред, освоен на дневниот ред, одиме точка по точка. Точка 1. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 24.10.2018 година. Молам председател да ме дозволи. Добар ден, почитуван градоначалник, почитувани советници, гости и медиум. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 24.10.2018 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на Советот на општина Росуман, градоначалникот на општина Росуман и раководителот на оделението за финансии. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 6 точки, и тоа: точка 1. Во однос на првата точка од дневен ред предлог одлука за кофинансирање на проектот подобрување на животна средина во општина Росуман преку набавка на специјализирано возило за потребите на ЈПКД Росуман, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 2. Во однос на втората точка од дневен ред предлог одлука за доставување на предлог проекти за користење на грантова шема од рамки на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животна средина во општина Росуман преку набавка на специјализирано возило за потребите на ЈПКД Росуман, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 3. Во однос на третата точка од дневен ред предлог одлука за доставување на предлог проект за користење на грантова шема во рамки на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животната средина преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец, општина Росуман, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 4. Во однос на четвртата точка од дневен ред предлог одлука за користење на грантова шема во рамки на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животна средина во општина Росуман преку набавка на специјализирано возило за потребите на ЈПКД Росуман, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 5. Во однос на петата точка од дневен ред беше разгледано барањето број 08435/1 од 24.9.2018 година, поднесено од страна на Стојан Илиќ од село Сирково, со кое се бараат финансиски средства за лекување. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за зазеде став со кој предлага Советот да донесе одлука за исплата на износ од 5000 денари во однос на поднесеното барање. Точка 6. Во однос на шестата точка од дневниот ред предлог одлука за проширување на средства на буџетот на општина Росуман за 2018 година, подаденото појаснување од страна на раководителот на оделението за финансии, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Почитувани советници, медиум присутни, јас само сакам да дадам објаснување во врска со овие точки. Тоа се работи за учество за апликација до UNDP во врска со добивање на одредени средства за подобрување во проектот подобрување на животна средина во општина Росуман преку односно мораме за овој проект бевме должни да изготвиме 2 проекта, од кои едниот ќе помине. Ние сме живо заинтересирани за првиот за набавка на возило за собирање на смет, меѓутоа поради обврската која што требаше да исполниме да учествуваме со 2 проекта, затоа се тука дадени и овие 4 предлог одлуки. Тоа е само колку да знаете за што се работи. Ако имате некои дополнителни прашања, слободно прашајте, ама тоа е вториот проект за подобрување на животна средина за изградба на водоснабдителен систем во Манастирец, меѓутоа како што кажав, ние веќе приоритет му дадовме на првиот предлог, односно за набавка на возило за собирање на смет. Ова специализирано возило, кои функции има? Може да имате сознание? Имаме, направивме ние, мислам, спецификација. Специализирано возило, што е намената? Тоа е сметларка, како за собирање на смет. Да. Не, за собирање на смет. Да, од 6 кубика, со преса, со
сите тие што ги има добри атрибути. Па не знам че е производ, а тоа овој тендер ќе го распишува UNDP, не го распишуваме тендер. Не знаме кој ќе учествува на тендер. Ние дадовме само спецификации. Благодаря, господин началник. Да не е друга разговор? Вече Само да прашам за кратко. Говорница. Почитувани дами и господа, с оглед на тоа дека не бев присутен на Комисијата за финанси, гледајќи го вака редоследот и добиената информација од записникот, сакам да прашам да не нешто редоследот е поизмешано овдека или појаснување да ме даете околу дневниот ред. Да не ова точка 8 сега што е предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Росомон за 2018 да се однесува конкретно за овие работи. Не. Значи не се однесува, да? Во ред, тоа ми е прашањето, да. Дали некој друг разговор? Тече никој нема разговор, го затварам претресот по оваа точка и одиме со гласање. Гласаме поединечно или комплетно извештајот на комисија? Предлог точка 1.1 предлог одлука за кофинансирање на проектот подобрување на животната средина во општина Росомон преку набавка на специјализирано возило за потребите на јавно предпријатие за комунална дејност Росомон. Кој е за? Едногласно, Кости. Констатирам дека советот едногласно го Предлог одлуката. ја освои свој предлог одлуката. 1.2 Предлог одлука за доставување на предлог проект за користење на грантова шема во рамките на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животната средина во општина Росомон преку набавка на специјализирано возило за потребите на јавно предпријатие Росомон. Кој е за? Констатирам дека советот едногласно ја усвои оваа предлог одлука. 1.3 Предлог одлука за доставување на предлог проекти за користење на грантова шема во рамки на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животната средина преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. Кој е за? Констатирам дека советот Не треба да се земе, ние сме должни да доставиме два проекта. Два проекта на приоритет му даваш нови проект. Да. Констатирам дека советот едногласно ја усвои оваа предлог одлука. 1.4 Предлог одлука за користење на грантова шема во рамки на проектот унапредување на општинското владење за проектот подобрување на животната средина во општина Росомон, набавка на специјализирано возило за потребите на јавно предпријатие Росомон. Кој е за? Констатирам дека советот едногласно ја усвои оваа предлог одлука. 1.5 Предлог одлука во врска со поднесено барање за исплата на парични средства. Кој е за? Констатирам дека советот едногласно ја усвои оваа предлог одлука. Втора точка на денешниот дневен ред е предлог решение за давање на согласност за изменување и дополнување на правилникот за внатрешна организација и на работните места во детската градинка Праскичка Росомон. Отварам расправа за оваа точка. Дали е тоа разговор? Побрижно. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, директори на училиштето Петре Точев и градинката Праскичка, почитуван директор на Комуналец, почитувани жители на општина Росомон. Пред да истапиме со гласање на оваа точка 2, предлог решение за давање на согласност за изменување и дополнување на правилникот за внатрешна организација и на работните места во Праскичка. Ние во изминатите 2 недели по имејл ги добивме овие предлози и објаснувања, па би сакал директорот на Праскичка да стане и да образложе кои се
Зошто се овие потреби за дополнителни ангажирани лица во Праскичка? Колку имаме до сега ангажирано и колку се планира дополнително и која е целата на овие лица? Дали е потребно или така само е напишано да стои? Главни надлежности на јавната општинска установа детска градинка Праскичка Росоман е згрижување и воспитување на деца од 9 месеци до поаѓање во училиште. Основните надлежности на градинката моментално ги извршуваат две служби. Служба даватели на услуги и помошно-техничка служба. Според правилникот за систематизација на работните места во ЈОДГ Праскичка Росоман утврдени се 5 работни места, за кои се потребни 12 извршители. Систематизираните работни места соодветствуваат со реалните потреби на институцијата, до сегашните работни места, само што ние во претходната систематизација немаме предвидена административна служба. Согласно член 62 став 1 и 2 од нормативите предвидени во Законот за детска заштита, стручни работи во детската градинка може да извршуваат секретар, сметководител, материјален книговодител, финансов книговодител, благајник, администратор кој врши благајнички и други административни работи и аналитичар, евидентичар. Бројот на вработените од став 1 на овој член се определува според развиеноста на детските градинки и тоа во детска градинка со мал капацитет 2 вработени со полно работно време, односно со по 40 работни часа неделно, од кои еден сметководител со полно работно време, односно 40 часа неделно. Согласно нормативите и според реалната состојба во ЈОДГ Праскичка Росоман, во службата за административни работи потребно и се предвидува еден извршител за работно место помалку работник сметководител и еден извршител за работно место помалку работник секретар. Врз основа на овие нормативи се предвидени и во сегашната систематизација овие две работни места. Во врска со проширувањето за еден воспитувач и еден неговател, согласно нормативите, според моменталниот број на воспитни групи, реалната потреба од негователи е следната. Ние имаме две групи од по 6 од 2 до 6 години, тоа според нормативите е еден неговател со цело работно време и еден неговател со пола работно време. Ние имаме две групи, а имаме 3 негователи. Сега моменталната состојба како што е на негователи е според нормативите, али во план е една просторија да се пренамене во занимална, која што ќе се земе од здравствен дом Кавадарци и заради тоа мораме да имаме уште еден воспитувач и еден неговател. Заради тоа е проширувањето на и според следните нормативи како што се одвестуваат, ќе биде потребно еден воспитувач. Лица за претходната следна година се еден неговател и еден воспитувач. Да, од службата даватели на услуги. Дополнително. Службата на административни работници. Еден секретар, предвидено е, се предвидува еден соработник секретар и соработник сметководител. Значи 4 нови вработени. Не, има и уште две. Педагог и хаусмајстор. Исто и тоа е врз основа на нормативите во градинка со мал капацитет. Знаете дека хаусмајстор нема во градинката, а дефекти и поправки нон-стоп цело време има. Колку ангажирани лица имате сега во? Моментално 12. Моментално 12. Да. Се додаде овие 6? 18. Ви благодарам. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој нема разговор, ќе затворам претресот по оваа точка и се представам на гласање. Кој е за давање на согласност за изменување и дополнување на правилникот за внатрешна организација на работни места во детската градинка Праскичка Росоман? Кој е за? 4. Кој е против? 4. Констатирам дека Советот не донесе одлука за давање на согласност. Точка 3. Предлог решение за сменување на... Маријонка.
Јас само сакам да забележам во врска со ова дека ние работиме веќе на ангажирање, односно на обезбедување простор за дополнително сместување на деца, тоа е во здравствениот дом. Меѓу другото, тоа предвидува дека треба да ангажираме и воспитувачи и негователи. Со оваквата одлука, ние сега, што е изгласана, практично не ќе може да се ангажира воспитувач и неговател. И на чија штета тоа ќе го направиме на штетата на граѓаните кои што и онака, мислам, имаат преку потреба, бидејќи ни се едно и со тој капацитет сега што ќе го отвориме, не можеме реално да ги задоволиме потребите од сместување на деца. Оваа систематизација, сега предлог правилник што е предвидено, не е предвидено дека треба да се реализира во 2019 година. Не е предвидено за 2019. Меѓутоа, кога се прави правилник пошироко, подалеко да се гледа. Тоа не предвидено дека до година ќе се вработат, ако и не ги знам, помлад соработник, книговодител, хаус мајстор и не знам што. Меѓутоа мора да мислиме малку, да размислуваме малку поенако. Што ќе се случи, еве, аплицираме таму, апликацијата е доставена и ќе ни дозволат. Како ќе го решиме проблемот тогаш со кадар за кој треба да се грижи за децата? Ме молам, размислите онака како што треба, не ги гледате, работите многу тесно. Благодарам. Само сакам да кажам дека 45 барања имаме за прием на деца во градинката и дека ќе не може да ги примеме. Моментално, мислам, со овие капацитети сега што располагаме, не може да. Ќе го дадете во годишниот извештај, ќе го дадете, значи... Вика една изрека за нештата да бидат појасни. За поздрав е идејата на градоначалникот за уште една престоја, ама таа, дали знаете дека градоначалник че дека више една година измина од таа првична идеја, а ако оде со ова темпо на реализирање на таа престоја амбулантата, преконување кон општината, ако оде со оваа темпо, мислам дека ќе ви бидат потребни уште најмалку една година. Значи, систематизација и правилник за систематизација, значи секоја компанија и секоја администрација има во Република Македонија, така да измените на една систематизација и еден правилник за систематизација можеш во секој момент да го менуваш, да го надополнуваш и да го гласиш. Така да, дај Боже, вие како власт, моментална власт во општината, да овој месец-два, најкасно до нова година, ја склопите таа престоја во склопот на нашата градинка, сите едногласно ќе изгласаме. Сега ви не ставите да гласаме нешто, а нешто што не постои. Нека се отпочне со работа. Почнато е Јованч. Не гледаме. Океј. Значи, како систематизацијата и предлог измена на буџетот на општина Росомон ни го ставате секој месец. Така да и ова систематизација на детската градинка, директорката ќе дојде со новата систематизација следниот месец да едногласно миниме крај на програмата. Никој не е против за негователка и за воспитачка. Никој. Еве, ветуваме дека ние како советничка група од ВМРО ДПМН, доколку се обезбеде просторот и сите неопходни работи за таа детска градинка, едногласно ви ветувам дека ќе помине на општината. А сега на нешто да не видено, а да гласаме нова систематизација, некако сме во неверување и затоа не даваме подршка овој совет, денешниот совет. Благодарам. Морам да ви кажам дека решавањето на имотно-правните односи не е така едноставно, бидејќи здравствен дом припаѓа на Министерство за здравство,
а ние го бараме ова за намена преку Министерство за труд и социјал. И сета таа постапка не се одвива така. Брзо сега е завршено. Таа едноставно изготвивме сега комплетен проект во врска со финансиската конструкција. Доставени догоре бевме еднаш на консултација, ни укажаа на некои недостатоци во врска со тоа, ги преправивме тие, ги коригиравме тие грешки и проектот е повторно горе. Очекуваме дека тоа ќе се случи скоро. Градоначалник, од ветување до реализирање има еден голем процес и тој може да биде 1 месец, 2 месеца, година, 2 години. Дали знаете динамиката на овој проект? Значи, идете во владата, во министерството, во локалното министерство и ви кажуваат дека за рок од 6 месеци престојата ќе стапи во функција. 2 месеца, 1 месец, 5 месеци. Дали ја знаете динамиката на овој проект? Или само пак ќе ветуваме на граѓаните? Или 1 година? Толку. За динамиката не можам да бидам конкретен, бидејќи овие работи не зависат од општина Ропсован, него зависат од централните власти, односно од Министерството за транспорт, за здравство и труд и социјала. Меѓутоа реков, уште еднаш повторувам, таа постапка е завршена, сега само зависи од нас, односно од архитектот кој што тие работи ги работеше, односно конструкцијата, финансиската конструкција и проектот го предлагаше. Реков дека сме на крај, аплицираме и дека многу скоро тие средства ќе ги обезбедиме дали преку Министерство за труд и социјала, дали преку Светска банка или пак ќе видиме можеби од наши средства. Предлог решение за усвојување на годишен извештај за работа на воспитна образовна 2017-2018 година во детската градинка Праскичка Росово. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои предлог решението за предгодишниот извештај за работа на воспитната образовна 2017-2018 година. Точка 4. Предлог одлука за донесување на годишна програма за работа на воспитно образованата 2018-2019 година во детска градинка Праскичка Росово. Дали разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог одлуката за донесување на годишна програма е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно ја усвои годишната програма на детска градинка Праскичка. Точка 5. Предлог решение за усвојување на годишен извештај за работа на Основно училиште Пере Тошев Росово за 2017-2018 година. Отворен претрес, дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го затварам претресот и годишниот извештај поставен на гласање. Кој за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои годишниот извештај за работа на Основно училиште Пере Тошев за минатата година. Точка 6. Предлог одлука за донесување на годишна програма за работа на Основно училиште Пере Тошев за учебната 2018-2019 година. Отворам претрес по оваа точка, дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го затварам претресот и истата точка е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно ја усвои годишната програма на Основното училиште Пере Тошев за учебната 2018-2019 година. Точка 7. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Росово за 2018 година. Отворам претрес по односно оваа точка. Дали некој ба разбор?
Како предлагач на измени и дополнување на буџетот, уште еднаш сакам да го поставам ова на дневен ред, бидејќи има некои позиции кои што се врзани со претходно ваши донесени одлуки тука на Советот, а со неизгласувањето на ребалансот на минатата седница, тие предлог одлуки кои вие ги донесовте за конкретно за обезбедување на финансиска помош на КУД Росоман и на КУД, односно и на фудбалскиот клуб Росоман, со неприфаќањето на ребалансот и тие одлуки практично не можеме да ги реализираме. Дополнително тука имаше средства кои што треба да ги обезбедиме за купување на опрема и машини во висина од 855.000 денари, тоа е за тракторот, со неприфаќањето на ребалансот, и овие средства не можеме да ги предвидиме, практично ќе имаме проблем со плаќањето на тракторот. И јас знам што вас ме мачи, тоа е барањето за зголемувањето на ставката за времени вработување за околу 300.000 денари, која сега за оваа прилика нешто е помало. Ве молам Сега е намален за... Радко, за колку е намалено таа? За вие месец ще помина, да. За околу 100.000 денари, за 100.000 денари. Да. Уште еднаш, ако овој ребаланс или предлог буџет е ставен на поред 6-ти пат или 5-ти пат, не знам која е веќе, не сме озбилни ки граѓаните. Ребаланс, измена на буџет, дополнување на средства за буџетот, се заради се задоволат тие неколку лица во привремени вработени во нашата општина. Не е ферски градоначалник од ваша страна да не држиш во заложништво, т.е. да не врзуваш одредени ставки, да не ги прелепуваш и да ги кажуваш тука на говорница дека од вас зависи купувањето на трактора, од вас зависи финансирањето на клубот, од вас зависи уште што беше тамо за КУД. Не е ферски тоа. За тие ако се ни доставил, значи чиме еднаш го одбиме, втор пат го одбиме, трет пат го. Па немате малку грижна совест дека тие превремени вработувања дека советниците ги негодуваат и дека не сакаме да ги гласаме оваа година. Само за да појасниме. Појаснување на за граѓаните за општина Росоман. Каде што некои лица идат во оваа општина и вие како градоначалник на оваа општина посочувате прст кон советниците на општина Росоман. Значи советниците на Росоман, акцентирано, тоа е советниците од ВМРО ДПМН, дека ние сме го кочеле, сме ја кочеле општина Росоман. Ние сме биле главните кочничари заради тоа што ништо не функционира. Само да подсетам. Значи ова го кажувам за граѓаните на општина Росоман, не за градоначалникот и за општинската администрација, само да му појаснам на луѓето дека ние, советниците од ВМРО ДПМН и од коалиционата советничка група од ВМРО ДПМН, во јануар месец, кога беше нацрт предлог буџетот на општина Росоман, едногласно, иако имавме мнозинство во Советот, наидив и јас како председател на ВМРО ДПМН, наидив на низа критики од членовите, од општините, зошто му го миниш буџетот. Но јас, како академски граѓанин, свесно, за да оваа општина не застане, дадов целосна поддршка за тој буџет. Едногласно се изгласа. За после неколку месеци да се ангажираат дополнително неколку лица и да се става ребаланс на буџетот
И тоа да биде изговор заради тоа што ние советниците од ВМРО сме главната коченица во нашата општина, еве одите кај нив, тие не ни го минаат буџетот. Ние не миниме само една дополнителна ставка што ни се наметнува, а поврзана со капитални инвестиции во нашата општина. Тоест, возило, трактора, кут, ми ги врзувате најболните точки во нашата општина. Фудбалот, кут и возилото за комуналец. Не е ферски. Издвои ги тие три работи да видиш дали нема да ги изгласаме. Со две трајата ќе ги изгласаме. Благодарам. Немој да манипулираме со луѓето, ова е втор пат, мислам, давање на ребалансот, дека е пети пат и шести пат или не знам кој. Во ред, нека биде така, како што викаш, меѓутоа ние како ребаланс го имаме втор пат. Од причина што еве да не се случи дека ова што се случува сега, ние за тоа и како последна точка го ставивме и 1.6 точката што беше од извештајот на комисија, така да имате шанса и за тоа да се изјасните. Поединечно. Почитувани, внимателно ги следам образложенијата и на градоначалникот и на председателот на општинскиот комитет. И според она што го констатирав, не гледам излез одека во ситуацијата, значи општината ќе стои во место. Јас предлагам, или сепак за во интерес на општината, да тие како опозиција и вие како опозиција седнете и да ги испеглате дадени работи, значи оние клучни, за да ја надминеме оваквата ситуација. И доколку не успееме, односно не успеете да ги надмините, значи оваа ситуација да надмините во наредните 2 месеци, ви предлагам и себе си, а ви предлагам и вам, внимателно приносењето на следниот буџет за наредната 2019 година, ставка по ставка, проект по проект, значи буквално да навлеземе и врз основа на оние аномалии кои што ги имавме во оваа година сега, во оваа тековна, да не дојдеме во ситуација дали некој преамбициозно, односно тогаш кратко размислувал, сега наеднаш видувањата и проширувањата да сака да бидат поголеми, или пак тие што дозволиле гласање на буџетот, па сега разбира, значи да не се доведеме во контрадикторни ситуации и позицијата и опозицијата. Да знаеме, ако имаме изградба на улица и патишта, проект тој, таму, таа улица, во должина, толку, значи однапред во буџетот, пред се како нацрт, па како предлог и така натаму да го изготвиме. Се додека не постапиме така, ние и следната година ќе доаѓаме овакви во шахот, како ги нарекуваат, пат ситуации. Ви благодарам. Во целосно се сложувам со колегата Атанас и предлагам оваа точка да се изземе од дневен ред и да се разгледува наредниот совет. За тој еден месец има време за договори. Значи да преговорите. Што боде во очи, што не боде во очи, што може, што не може. Да седнеме ка луѓе да се договориме, заради тоа што ја како академски граѓанин не сакам да кочам општината. Ама има некои работи стварно што сметаат. Предлагам да се изземе од дневен ред. Само ова точка 7 беше. А точка 8 може да ако мине.
Да појаснам, само значи за ова привремени, ставка привремени вработување се работи за позиција на градежен инженер. И има уште еден економист ангажиран. Меѓутоа морам да ви кажам дека ангажманот на градежниот инженер е од исклучителна важност и многу помага во реализација на решавањето проблемите од активностите околу проблемите во инфраструктурата. Мора да размислиме дека нас градежен инженер ни е неопходен. А тука натаму, не знам што да ви кажам. Дали е грешно да се вработи градежен инженер, размислите вие. Уште едно појаснување, до 20 ноември ние треба да, ако веќе носиме нов ребаланс или измени на позиции, до 20 ноември треба да го донесеме, тоа е крајниот рок. Еве се врзуваме за седницата да се закаже негде околу 15 до 17. Ќе ги седнеме сите заедно, ќе намалиме тие позиции што мислите дека треба да се намалат. Сега, пошто сме врзани со рок, ова одлука да проширување, што кажа советникот Атанас, ние не знаевме дека ќе имаме од Светска банка неповратни средства од 755.000, затоа мораме да одиме со проширување. Не сме ги предвидели у буџетот, jer буџетот сега носиме за 2019 година, треба го почнеме до крај на годината да го донесеме, а не знаеме сите средства, затоа се јавуваат некои аномалии, конкретно за ова сега за проширувањето од 755.000. И сега апелирам ова од 855 да поминеме, сега се отвара баш тендерот за истата и ќе почнеме за кратко време се набави таа машина и приклучни тракторот со приклучна механизација, а за до 15 да одржиме уште една седница, да седнеме сите заедно и да видиме што можеме од тој ребаланс да ставиме, што можеме, што да ставиме, а што да иземеме. Мислам нека биде заедничка со сите советници и ќе видиме и конкретно и за времени вработување и за КУТ и за спортски и за ФК Росоман. Оние средства што се неопходни ќе ги ставиме у ребалансот за времени вработување, тога ќе намалат, нема да бидат 350 или колку што сме ги ставили, него ќе бидат некои си околу 100.000. Максимум 100.000 зборам, што треба да се зголеми, така да седнеме и да го согласиме, испегламе и да до 15 да го своиме, за да може у финанси да ни помине. Благодарам. Формирајте си групи, разговарате и испеглајте го ова. Мислам, сега само одлуката за проширување. Ние имаме разговарано. Одлука за проширување. Осмата сега да усвоиме, за да можеме да оставам до финанси. Имаме разговарано, тоа мораш да бидеш искрен. Не, мислам, не предвидено некаде. Да не ја спомнуваме понатаму. Само се разговарано. потреба. Рака од наша страна има податок. Имаме предлог за иземање на 7-та точка. Од дневен ред. Добре, па тоа возраство на констатациите го да се испеглат некои работи, да се До 15 да одржиме. Значи оваа точка е зема од дневен ред. да До 15 да се одржа Добро, само запишам да го кажам. на предлог на Иванчи. од 13 до 15. Добро. Тоа на сите советници е консултативен. Ај си перџи Ние си испеглат работи, Ќе ги ставиме. без да биде директно тука. 7-та точка е земена од дневниот ред. Ја изимам согласен некој. Согласен. Кој е за? 2, 4, 6. 6 за, кој е против? Воздржани? 20. 6 за иземање, 20 воздржани, против нема. 8 точка. Предлог одлука за проширување на средствата во буџетот на општина Росомон. Отварам расправа односно оваа точка, да не некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го затварам претресот, ние се
Комитетот едногласно ја усвои одлуката за проширување на средствата во буџетот на општина Русо. Да го завршиш состанокот, не забелешка. Почитувани, еве, јавно одговори се да искористам приликата. Гледам дека директорот на комуналното предпријатие е веќе пред нас. И ако има претходно забелешки ваму таму дека немаше директор, дека ситуацијата е таква, при доаѓањето овдека на совет, поминав таму крај старото училиште, значи имавме, наводно требаше да биде некое паркче вакво такво, со самата изградба му се смали, значи, вредноста на зборот парк, меѓутоа и покрај тоа што е изградено да не дозволиме да го направиме пак и од тоа минимум да не постои ништо. Прва прилика бараме од директорот да се задолжат средување на површината, отстранување на отпадоци, пластични шишиња и други работи. И исто за тротоарите да се ангажираат лица кои што таа сува трева, ваква трева зелена малку да се поисчистат, за да децата непречено може да доаѓаат до училиште и една подруга гледка да имаме на нашата средина. Сепак имаме и некои мисионери од некои си странски држави, да не испадне дека тие кажу, а и метење на улиците од лисија и други работи, да малку сега имаме есено време, се таложат, односно се збират тие лисија по улиците, па да во тој дел малку да се посвети поголемо внимание. Заради тоа што осеќам дека во ноември месец седницата ќе биде плодна за дискусија, предлагам градоначалникот у ноември месец да ни даде некој мал отчет на советниците на неговите проекти. Заради тоа што ние тука како опозиција испаѓаме, кажуваме некои работи дека не се изработени, а може се изработени, така да една блиц отчет, презентација на заради тоа што точно во ноември месец му изминува една година од неговото раководење на општината. И да биде некако како свечена седница, да ги слушнеме убавите работи, неубавите, неговите визии, планови, визиите на актуелната власт, реализацијата на буџетот, капиталните инвестиции и така натаму и така натаму. А за новиот директор на Комуналец му посакувам успешна работа и мислам дека во ноември месец ќе имаме поубава слика по нашите улици. Благодарам. Ја еве пред да го повикаме и директорот на Комуналец да ви даде една информација, сакам да една поубава перспектива да дадам, бидејќи еве практично со обезбедување на подобри предуслови, ќе можеме во наредната година да влезиме во во активноста за одржување на јавната хигиена, односно со набавката на тракторот и на возилото, тогаш оправдувањата од страна на Комуналец или од страна на градоначалникот ќе бидат, неоправдани. Меѓутоа, за да се реализира тоа, ќе мораме и и за оној дел што не го прифативме минатиот пат, односно во делот од проширувањето на работни места, бидејќи ќе се јават дополнителни потреби од ангажман на такви работници и тоа да го помине. Во другиот дел од Јованчева забелешката што ја даде околу отчетот, точно јас го имам припремено и во наредната недела дури еве се договоривме да тоа го сториме, ќе го сторам тоа во делот од тоа што е реализирано, дали можело да се реализира повеќе, дали не можело или така натаму. И само уште една информација пред да му дадам збор на директор, да го повикам директорот, да каже во врска со проблемот со водата кој што го имавме. Од доаѓањето на местото на градоначалник неколку пати се јавува една фирма Импулс на Јованче и Јовица, можеби и на Атанас му е тој
Тоа им е познато, тоа е Импулс, тоа е фирма која што донирала или како веќе да го кој термин да го употребам, 20 на светилки овие кои што се по главната улица, сега, откако сум јас градоначалник, постојано бара светилките да му ги платим. Иако за тоа нема никаков договор, нити цена утврдено, нити било што, воспротивно може да се случи да си ги демонтира светилките. Од документ кој што постои за сето тоа, имаме само една испратница од 5 февруар 2016 година, во која за волја на вистината се вели дека улични светилки тие и тие за пилот инсталација, без обврски. Без обврски. Да, без обврски. Значи тоа мораме да го истакнеме. Меѓутоа јас сега не знам што бил договорот и како бил договорот, дали сега тие ако повтенат да ги извадат светилките, тоа може да го направат или не може да го направат, колку да имате информација. Да знаете што се случило. Иначе демонтирањето на тие светилки ги извршило фирмата која што и сега се грижи за одржување на уличното осветлување. А во прашање се околу 5000 евра. Ако сакате вие, може на некоја наредна седница да донесеме одлука да му исплатиме, само не знам како тоа би го направиле, бидејќи немаме никаков документ. Без основа на што? Немаме, само сакам да ви ја доловам правата вистина. Рековме тука пишува во испратницата без обврски. Значи тоа не го негираме. А дали може да се реши тој проблем на поинаков начин, тоа не би можел да кажам. Штета што не е правното лице овдека присутно, бидејќи Атанас не е правник и може пак некој да му каже дека Атанас не го разбира правото и вака и така. Меѓутоа Атанас од праксата ќе кажи и од некои термини и појмови од правото што ги сретнал, односно што ги практикувал, ќе го каже следново. Значи, самиот поим без обврска, фактички, тие средства веќе ги дал, ги донирал на општината и владењето со нив го има општината. Секое правно действие понатаму, односно секое индивидуално действување натаму е нанесување на штета, односно правење на штета на имотот на општина Росома. Согласно таквите действија, доколку настанат, пак следуваат правни действија на општината за оштетување на имотот на општината. Значи, ние ќе поведеме по тоа правен акт, односно правни средства и механизми, ќе се движиме. Значи, за нивните валкани игри во минатото, кои што сакале да ги направат, односно да испумпат или да исперат пари, нигде не е задолжено даден проект дека ќе биде прифатен од советниците, дека ние во оваа тековна година дека ќе го реализиравме или во претходната дека ќе го реализиравме тоа улично осветлување. Тој дојде, ако не се лажам, мислам дека тој истиот направи една презентација овдека. Ако зборуваме за истиот. Мислам дека тој импакт како го Импулс како го. Мислам дека дојде и направи презентација, но не е обврзувачки дека ние него ќе го избереме. Значи таму си има постапка како се. Значи овдека во ова општина нема пишманаџи, или даваш или не даваш, ако си дал веќе заборави на тоа што си го дал. Сакам да кажам, значи ние нити смееме, нити можеме да донесеме одлука за исплаќање на средства без документ, бидејќи документи се валидни. Ние како општина не извршивме исплаќање со валидни документи на лица врз основа на застареност. Сега замислете која е контрадиктивност, да, не се доведуваме во таква ситуација. Сметам дека сите советници го делат моето мислење и оставаме. Значи, доколку тој има храброст и можност, значи да дојде да ги демонтира, дека повели, а ние ќе му поведеме постапка за таквото действие. Благодарам.
Потполно дека е така, јас и Јовица и Атанас бевме во претходниот состав, ама зад кулисни игри, да ви појасниме граѓанчанин, че зад кулисни игри ниту сме биле вклучени, ниту сме сакале да се вклучиме. Сме дискутирале некои проекти врз основа на некоја дадена понуда и истата да биде ставена на дневен ред и да даде подршка од советниците. А шо работел претходниот градоначалник таму, со кој се договарал, како се договарал, без разлика дека е тој од ВМРО до ПМН, значи имаш целосна подршка од нас, заради тоа што имаш некој црно на бело дека се во собственост на нашата општина и ние стоиме позади тебе, но претходно правно исконсултирано со некој правник. Имаме искусен правник во нашата општина, мислам дека ќе добиеш добри совети од некој. Во која насока да тераме работата. Како ќе каже правото, така ќе постапи. Да не би дошло до критика, пак имотот на општината, пак градоначалникот го раздава апарата на Да, за тоа викам, ќе мора да се консултираме правници. Да. Благодарам ви, Иванче. Ќе го слушнеме и директорот на комуналната. Почитувани советници, почитувани градоначалник, благодарам за честитките за избора за директора на ЈПГД Росомон. Значи, во првите 2 месеци се соочив со повеќе дефекти на овие специјални возила, сега адаптираното возило на комуналец Росомон. И во неколку наврати, по неколку дена беше на поправка тука кај во нашиот сервис, во Росомон кај ЈОЦО. Така да имавме за останување на известна смет, па немаше многу време да ангажираме луѓе за чистење, метење на улици и одржавање на овие неколку парчиња што ги имаме. Во наредниот период тоа ќе биде регулирано и со планот за работа за 2019 на јавното претпријатие кој ќе биде доставен на разгледување на гласање и со планот за јавни набавки, за потребите на комуналното претпријатие ќе ги имате на увид, значи за 2019 сите овие аномалии ќе бидат предвидени и се надевам безпрекорно решени во наредната година. Комуналните услуги граѓаните треба да ги добиваат како што е ред. Она кратко што сакав да ги запознаеме граѓаните и вас, пошто се слушавме повеќе пати по телефон, во оној период кога немаше вода за пиење, кога беше прекината, па може повеќе од 11-12 дена, значи се соочив, не бев запознает, во текот кога се појави проблемот се запознав со сите работи, значи треба и вие да знаете и на наредни седници дополнително го треба да се објасниме. Значи проектот кој што е финансиран и ставен во функција за обезбедување на вода за пиење за Кавадарци и Росоман од хидросистемот Бошева, за кој што има добиено грант двете општини, имат учество двете општини и со сопствени средства. Ево, нели, ставен во функција, вода добиваме од хидросистем Бошева, но не беше кажано и сега дури видовме дека ова вода која што треба да непречено да се добива од страна на хидросистемот Бошева е уствари со временски рок од 15 мај до 15 октомври. И на 5 октомври приватната компанија која што стопанисува со хидроцентралите, која што е дел од претходен проект за обезбедување на таа цела вода, во кој што и ние имаме 200 литра, мислам, двете општини, оствари 150 литра, имаше дефект, крадежни активности, со известување до комуналец Кавадарци, дека од 5 до 15 ќе работат на санација на дефектот и таа вода нема да доаѓа како дополнителна количина во која што ние треба да земеме вода. Директорот на комуналец Кавадарци, значи, со максимални напори во овој период сушен, пушта колку што може со рестрикции во градот и кај нас, но кај нас тоа не ги решава проблемите. Значи, ние горната зона воопшто немаше вода. Долната зона имаше може 6-7 до 8 дена, во период навечер од Сабајле негде до 10 саатот, немаше дури ни чуличите на градинката, они имаат собствени бунари, па има таа техничка вода во тој период, но не беше до 15-16 не беше пуштена водата, така да на 15 добиеме информација дека уствари они повеќе нема да пуштат вода, затоа што немаат потреба од тоа. И загубите кои ќе ми се јават треба да ги надокнадат јавните комунални претпријатија. Загубите од таа вода која што
ние ќе користиме за пиење, треба да се надокнади како штета на инвеститорот, тоест на собственикот на хидроцентралите. Тогаш ги вклучивме и градоначалниците и по интервенција на градоначалниците и на директорот на јавно предпријатие Водостопанство Тиквиш од Кавадарци, подружницата, со интервенција на директорот горе на Водостопанство, значи му беше пратено писмо со барање за да се пушта дополнителни 40 литра вода во секунда од истиот систем, за да нели граѓаните како приоритет на таа вода не останат без вода за пиење. Тоа се направи, значи сега водата е регулирана, стабилизирана, но треба да знаеме и ќе бидете запознаети со натамошното решавање на проблемот. Бидејќи се соочиме со фактури кои што воопшто не се планирани. Овој проблем бил и минатата година. Има една таква фактура од страна на Јатоа Хидрогошева, приватниот партнер, до Водостопанство Тиквиш, Кавадарци, за испорачена вода во висина од 760.000 и уште не е платена. Ние во овој цел проект имаме 12,88% врска, значи како учество толку и вода треба да добиеме. И проблемот е што и овие средства се една дел од испорачена вода, бидејќи во зимскиот период има повеќе дождови и немале потреба лани, но сега имаме друга хидрометеоролошка ситуација, кај што сува есен, нема извори на вода и се соочуваме со тој проблем. И затоа сега водата е пуштена и мора да има. Но дополнително треба да се размислува на целосно решавање на овој проблем. Водата е во ред, значи количините се доволни, прочистителната станица функционира, квалитетот на водата е одличен, но останува како недорешено прашањето за временскиот период за користење на водата. Бидејќи договорот помеѓу приватниот партнер и Водостопанство Тиквиш со анексот кој што го они имаат правена, кој што не се учествувале општините Росоман и Кавадарци и не биле запознаени претходните советници кои што има дадена целосна поддршка за проектот и е реализиран, каде што во табеларниот преглед се гледа дека водата уствари се испорачува на сите во кои што се ние сме спаѓани од 15 мај до 15 октомври. А тоа не беше ново дата? Не било ново, така да значи ова сега вака, значи тука ние сме најповикани, ама најповикани ќе бидат градоначалниците, они веќе се запознаени со проблемот и се наоѓа заедно со Водостопанство Тиквиш трајно решавање за овие количини во овој период од 15 октомври до 15 мај. Од 15 мај до 15 октомври со договорот се обврзани да испорачуваат 155 литра во секунда, која што вода се дели на Водостопанство Тиквиш и двете општини Росоман и Кавадарци, и од таа вода ние користиме 12,88%, што задоволува отприлика околу 13 до 15 литра вода во секунда. Исто така, значи немаме нововид и тоа мора подитно да го решиме. Влезната шахта за Росоман, само за нашата вода, е изградена, направена, но не е во функција, бидејќи не функционира, расипана. И сега ние немаме ни увид колку вода уствари од тој системен влегува. Значи, Кавадарци како јавно предпријатие има обврска по договорот со општините да ни испорачува вода, но ние немаме увид колку вода уствари ние користиме во нашиот систем, а со тоа немаме увид и колку вода губиме. Тоест колку вода се краде и се губе во системот на повеќе локации. Значи тој дефект интервентно мора да се санира, разговаране со градоначалникот, значи таа влезна шахта, влезен водомер, значи мора да се санира подетно и ќе се санира, за да натаму имаме па и информации кои ќе ги даваме за потрошената вода, ние немаме информација колку е влезена, колку само може да ви дадеме информација колку сме фактурирани. А усвари колку е влезено, тоа го нема. Така да се очекувам дека во наредниот период овие проблеми се решават, но и вие како совет сигурно ќе гласите наредни одлуки во кои што ова мора да го решиме како што треба. Под големи детали, ако сакате на наредна седница, дополнително и градоначалникот ќе објасни, но ова е кратко, кај што и граѓаните се запознаат и вие зошто уствари таа вода беше прекината за пиење во тие 10-12 дена. Сакам да кажете дека во сушен период ова количина на вода ја нема, така? А ја нема ова количина, нема обврска хидросистем од Бошева
приватната фирма која што 150 нема обврски да испорачува. Ние сме поврзани колку што не има вода. Си ја користат за производство на електрична енергија и си прават профит. Што они за тоа инвестираат. Имат 5 хидроцентрали направено, а они имат претходен договор заедно со хидросистемот Бошова, тоа е собственост на јавно претпријатие водостопанство, каде што заеднички инвестираат во тој систем и каде што тие градат хидроцентрали 5 нормално на таа вода, а водостопанство Тиквеш користи вода по слободен пат за наводнување на површините на водостопанство Тиквеш кои што ги испорачува на земјоделците. Во таа вода од 15 до 15 во тој проект е вклучен Росомон и Кавадарци за тие 155 литра вода. А другиот од 15 октомври до 15 мај? Нема обврска да пуштат. Нема обврска да пуштат. Значи наредните 15 мај пак ќе се пуште нормално. Сезонен период нема, значи. Добро, и уште една. Имам за збор. Да треба да збор. Ја констатација ќе дадам. Каква неодговорност и манипуланство. Па сега ние како советници не да прашуваме и да чекаме 15 мај, туку да навлеземе, да отвориме комплетната документација. Да го видиме проектот со каква намена беше. Дали беше за водоснабдување, или како е зацртано таму, со вода за пиење за Росомен? Или пек е направено за некого да обогатиме, да си прави хидроцентрали и таму други калкулации и математики, а ние како советници овде да креираме одлука. Ако беше за хидроцентрали, јас ќе му кренев одлука. Едно запознавање на граѓаните на општина Росоман, да знаат што бират и какви личности бират. Дали личности кои се вклучиле во тој организиран криминал, за мене тоа е криминал. Некого да го изманипулираш и објективно, да не му ја представиш документацијата, за што се работи, со какви табели овдека, за каква временска рамка за снабдување во општина Росоман. Замислете од кога Росоман се соочува со недостаток на вода за пиење. Јас од кога сум роден, бидејќи претходно дали постоел или некоја година после моето раѓање. Па зар уште и нашите ќе ги доведеме во ситуација да чекаат и они кои ќе останат да му биде решен статут. И еднаш не изманипулира со тој Лукар, па затоа Ацо беше најгласен овде дека ми е преку глава во соработка со тие соработки со Кавадарци. Со Лукар не изманипулира, месен само придонес, други парите отидоа неповратно, никаква. Значи обештетување во врска со исклучувањето. Сега дојде една личност која за да си вработи дадени луѓе тамо направи манипулантски договор. И ние треба да останеме натаму, да не поведеме, да отвориме постапката, да видиме документацијата, да го известиме јавниот обвинител, да покрени постапка за организиран криминал луѓе. Се додека не настане некој проблем, ние нека знаеме и во кои други сфери тој октопод ги врзал тие пипките таму. А такви ги има многу. Затоа во изминатиот период и побарав ревизија и не да се чека, да се настојуват тие институции што поскоро да го направат овдека. И сега појаснување на граѓаните, да му кажеме дека водата и не е од Лукар, ами е од тоа, како нарековме, значи, и ние манипулираме дека е водата за пеење од Лукар овдека му кажуваме, да му кажеме дека е од таа Бошева, хидросистем Бошева. Да. И доколку е направен ваков договор, ние не смееме да застанеме овдека. Ние подитно со преку надлежните институции ќе одиме и до влада и до други, бидејќи основно нешто за животот е водата, луѓе. И не смееме да застанеме тука. Значи влада ако треба на тој договор, анекс договор, значи основата ќе биде, а власта ако дозволила таков организиран криминал, или нека ги санкционира, или пак нека ги обештетува тие што му дозволила да прават таму такви чарови заработки преку тие хидроцентрали. Па исто се случува и со водата за наводнување овдека не изградија некоја си хидроцентрала. И ние и понатаму ќутиме. Ќутиме за песокот, ќутиме за водата за наводнување, ќутиме за водата за пиење. И зашто сме овдека ние? Затоа предлагам, значи,
дали до следниот совет, ние како политички партии, односно представници на политички партии, да земеме ставови и да отпочнеме за постапка за случајот да се решава, значи благовремено, предварително, а не да чекаме дали ќе биде врнежлива година, дали ќе ми забрани од озгори, нема да ми забрани. Водата е основното нешто и тука не смеем да застанеме. Благодарам. Значи, ова изјаснување на директорот на Комуналец, појаснување што ни даде, ние советниците сега сме во дилема, во длабока дилема, дали во иднина треба да ги разградуваме и треба да даваме подршка на некои овакви капитални инвестиции, кои некој си иземал неколку пасуси од договорот, важни пасуси, кои ние не сме ги знаеле и ние понесени од она што долги години наназад дека не сме имале вода, едногласно поминавме водоснабдување на општина Росомон, со базен, со пречистителни станици, се окей, и рековме дека решена проблемот за навек. Но еве сега, после една година, идат некои работи кои ние, на жалост, не ни беа приложени на советот да ги разгледаме во целост. Од 15 до 15, од 15 октомври до 15 мај. Така. Значи сега јас како советник во иднина треба да ги барам оригиналните договори на разградување, а не само одлука, пасус, одлука, решение у 3 реченици. Така да ја охрабрувам ревизијата. Ова за мене вака во првично изјаснување на директорот на Комуналец ми наликува и на кривична одговорност. Така да прикривање на документи, на важни податоци, злоупотреба на функција и уште на самиот почеток, кога почнавме со работа на овој совет, на овој мандат, кажав дека алергичен сум на криминалци. Многу алергичен. Затоа, без разлика дали од ВМРО, дали од СДСМ. Многу сум алергичен на криминалци и би сакал што поскоро да дојде таа ревизија и да ги преиспита овие 5 капитални проекти, кои носат многу големи суми на пари, а се од витално значење за нашата општина. Благодарам. Голема благодарност до директорот за известувањето за немањето вода во Росоман. Како што рече Ацол, ние се буневме во претходниот состав кога бевме како советници. Еве дојде ред тој златен вентил, јас тогаш што го крстив, ние фрливме невидени пари за тој вентил таму. 500.000 беа побарани денари, ние од прва донесовме одлука да се исплатат. Малку беа 500 да се исплатат уште 500. Допре цифрата до 25.000 евра негде тој вентил не коштеше таму. И сега тој вентил е расипан. Дали тој вентил нема некоја гаранција толку скап, за толку кратко време се расипи и сега ние треба да платиме сума пари таму за да го оспособиме тој вентил. Јас дури еднаш одговорница јавно побарав да ставиме обезбедување на толку скапиот вентил, да не ни го украде некој. А дојде ред некој кој расипал сега таму и ние треба да платиме за тоа. Ако плативме 25.000 евра, шахта 2 на 2, со 2 вреќи цименту и 1 вреќа песок таму и вентилот го наместивме внатре и сега вентилот е дефектен. Да видиме тој вентил зошто е толку скапо платен, а толку брзо се расипал. Мислам дека некој треба да сноси одговорност. 500.000 евра тогаш вложивме во тој водовод. 500.000 евра, ни повеќе ни помалце. Со 500.000 евра ние имавме предлози да доведеме вода самостално за Росомон и да биде решен проблем. А ние за 500.000 евра добивме само 3 работни места во Кавадарци. Ги знаете сите чии се тие 3 работни места. Значи 500.000 евра заложивме да вработиме тројца росоманци во Комуналец Кавадарци. Па нека размислат сега граѓаните за кого гласаат следниот пат и што се работи. Ме радува ова колегата Јованче. Тогаш не сакаше да ги разлиста и тогаш беше понесено до еуфоријата на неговата партија дека само градиме, ние градиме. Не градевте, крадевте и тогаш. Мило ми е сега што
криминалот го осудувате. Требаше порано да ги отворите очите. И мислам дека и сега треба да прекратите со тоа партиско однесување овде во општина. Бараме вработени да се примат работници во комуналици. Вие ве носи ефоријата уште од вашата партија, не дозволуваме да примеме работници. Проширување на работните места во градинката исто сме против. Во општината сме примиле 20 луѓе, ние сме против. Тоа е очевидно, се гледа, тоа се работници за потребата на општината. И упорно ги ја кочиме општината. Ви се молам, откажете се од тие некои идеи на вашата партија да ја кочиме другата партија. Не ја кочите партијата СДСМ. Партијата оди напред. Ја кочите општината и ги кочите нашите граѓани цело време. Еве ви еден класичен пример да видите колку е оштетена општината сега. И уште колку години ќе треба да поминат за ние тоа да го санираме. А може би и никогаш и Росман ќе остане пак без вода. А толку пари вложени. И ние имаме голема одговорност за ова, колега Иван. Не само некој да сноси одговорност, и ние треба да сносиме одговорност за така донесените одлуки штури. И за тоа размислувајте и сега кога носиме одлука. Не ги спорите некои работи што се однесуваат за доброто на општината. Благодарам. Заради тоа што бев повикан на ова говорница од мојот почитуван колега Јовица Стошич, ВМРО, ДПМН и СДС, спомнувате тука на говорница, вие само како политичка партија, не сакам да се навречам наназад, години наназад, кој беше на власт и какви проекти и какви одговорности некој сносал за тие проекти и каде пред се завршил, јасно знаат граѓаните. Ниту сум оправдувал криминал, ниту ќе оправдувам, без разлика од која политичка партија идам. Тоа нека ти влезе малку во главата и да го сватиш еднаш за секогаш. Дека не подржавам криминал и не подржавам преоптеретување на јавната администрација во нашите единствени основно образование, градинка и општинска администрација. На која сметка ви вработувате како нова власт? На кои проекти вработувате? На кои проекти ангажирате дополнителни лица? Направивте некои капитални инвестиции и имате потреба дополнително хонорарно да ангажирате работници? Буџетот на општина Росоман е тие и само тие. Од 32 милиона денара и толку. Ребаланс. Зашо правиме ребаланс само за вработување, не правиме за капитални расходи? Златниот вентил, златниот ветел. Си има раководител таму, може би некоја техничка грешка, може би има гаранција, нека си го провере златниот вентил. А тоа нас како советници, што не ни е приложено да го разгледуваме, тоа некој кривично нека си одговара. Значи, 100 пати кажувам, не подржавам криминалци. Ние како советници требаше да кочиме таков проект, капитален проект. Дадовме подршка. Како и сега на овие возила, специјални возила, на се сме дали подршка за развој на нашата општина. Ништо не сме закочиле. За вработување на некои си лица, непотребни лица, не давам подршка. Благодарам. Да, одиме во погрешен правец, можеби, но ќе ми беше мило и во претходниот мандат да ги споревте вака ребалансите на буџетот. Да ве прашам претходната администрација што се вработени тука, дали сте запознаени со кое образование беа вработени и која функција обавува во општината? Ниеднаш не се заинтересирате да речете чеки да видиме кои луѓе се тие што ги примивме во општината и која функција ја извршуваат. Ниеднаш во претходниот мандат како сега. Имавте вработени преку агенција таму, кастера по патишта, не се појавуваа на патот. Ги плаќавме од општината. Никогаш, ниеднаш, господин Јованче, не излеговте одговорници да речете ние таквите вработувања не ги оправдуваме. Него тогаш чутевте. Беше ВМРО на власт, кој ќе го вработи, ќе чутиме од нашата партија. Кажете јавно против која личност и дај да ја смениме од општина, да доведеме друга личност ако имате нешто против некоја личност што е вработена. Правите проблем за 100.000 денари за да некој земе плата по општината. Јас се реков 100 пати, не е само на нас 10 души што сме влезени тука во општина. Треба и некој друг да вработиме и некој друг да земе пари.
А за сметка на тоа, после секое изгласување на недоверие на овој ребаланс на буџетот, вие како политичка партија од тука на Камендел на јадење и на пиење правевте сметки ненормални и ги доставувавте до општината да ги плати општината. Како не ви е срам? И некогаш, што не? И имајте вие забелешки, затоа ви се молам. Вие го напаѓате криминалот кога? Од кој ќе го видите отпосле. И сегашнава работа ќе го видите дека не сте во право. Исцрпен е дневниот ред и нека заврши дневниот ред, да. Но размислуйте што гласате и како гласате. Поштовани советници, малку несериозни ќе испаднеме ако продолжиме овака. Значи, како појаснување при носење на буџетот на општина Росоман, таму си има ставки за градоначалникот, патување во земјата, патување во странство, хранарини, ова, репрезентација толку, советот, значи си има патување во земјата, патување во странство, хранарини, други работи, таму што ти ја знам, има расходи за репрезентација и немојте овдека да користите, лошо е, ако од предвидените средства за таа намена ги надмините. Меѓутоа, ја можам слободно да кажам дека овдека ние, како советници, ни 30% не ги реализираме тие средства. Да. И затоа, немојте лажни известувања овдека да му даваме на граѓаните дека тоа потполно има право, председателот на Советот, советниците и други работи, значи совесно, не гледам ја дека тоа било некое расфрлување, растурање и анархија таму. Значи не се согласувам со ова констатација на Јовица и сметам дека вака се заведуваат, значи, слушателите, односно гледачите од оваа телевизија. Да. Благодарам. Тие лица што не сме ги знаеле, биле ангажирани по улици, по овамо, по наму, но мислам дека претходните години улиците и патиштата беа чисти, изметени, парчињата средени, изфарбани во една окей ситуација. Вие, колега советник, сте една година на власт, на локално ниво. Немате мрднато. Хигиената е олицетворение на една домаќинска куќа, например. Ако ти е дворот седен ти и куќата дома. Значи, тие што не ги знаеме, вамо биле, таму биле, плачала општината, но улиците беа чисти, изметени, парчињата искосени, немаше ни трева, ни шут, ни ништо. Ангажирате ви такви накви лица? Имате ставка во буџетот, одржување на патишта, хигиена, животна средина. Имате во буџетот има ставки и ставки. Радко, раководителот изнаставал ставки и ставки. Префрламе од една ставка во друга ставка, во пета ставка, умот да ти се заврати. И има средства. Само треба да знаеш да ги искористиш. Благодарам. Дали некој друг барзвор? Искористам можност да ја запознаеме, не знам дали на страниста, гледам деталниот урбанистички план да не е тоа таму. Да, не е детал. Односно на село Росоман. За село, така? Да ги информираме граѓаните, бидејќи некој може не отвора на страница, дали на страницата има тебе, ја немам. Има и на телевизија, и на... Не сум погледнал, еве да искористиме можноста, до кога е увидот да... До петок. До петок, значи... До четврток. Односно, појаснување на граѓаните, еве уште 2 дена имаат можност да извршат увид во урбанистичкиот план за село Росоман, доколку некој има забелешки да ги произнесе и така. Уште една работа за ова, за директорот на комуналец, што го произнесе за проектот за водоснабдување, го охрабрувам и понатаму да ги достави во целост сите неопходни информации. Може би и тој нешто не видел, може би видел, ама и јас допълнително се ангажирам и јас советникот за разјаснување во целост ова конфузна ситуација. Благодарам ви. Дали некој друг барзвор? Соба
Тоа е исцрпен дневниот ред за денешната 14-та седница. Ви благодарам